Битката за 600 евра минимална плата се пресели на улица. ССМ излезе на протест за достоинствени примања. Маршот почна од работничкиот дом, а крајната дестинација е владата. Синдикалните пораки ги слушаме од Огнен Чанчаревич. Огнен, во моментот сте пред владата. Да, Весна, како што може да видите, тука сме пред владата, каде што и ке заврши денешниот протест организиран од Сојузот на синдикати на Македонија. Како што кажа и во најавата, работниците веќе немаат трпение, ССМ донесе одлука да излезе на протест за да се избори за тоа што се обидуваше да го испреговара. А тоа се 600 евра минимална плата и 6000 денари зголемување на сите плати во Македонија. Како што кажа, протестот почна пред зградата на ССМ, каде што работниците порачаа дека нема веќе молење, туку од сега почнува борба за нивните права и борба за повисоки плати, односно достоинствен живот. Една од пораките кои што беа испратени беше и тоа дека од сега работниците ќе зборуваат, а владата и работодавачите ќе слушаат кои се нивните барања и ќе бараат што побрзо да им се излезе во пресред. Од зградата на ССМ протестот продолжи пред собранието. Таму беше испратена порака до пратениците дека работниците се тие што ги гласаат, дека пратениците се тие што треба да работат за работниците, а не за својот луксус. Искажаа замерки за тоа што веќе една година пратениците не сакаат да изгласаат никаков закон со кој што би се покачила минималната плата и со кој што би се покачиле сите плати во државата. Од протестот им порачаа дека многу лесно може да заменат пратеничката фотелја со оваа улога на улица. Да чуеме што порача од пред собранието председателот на Сојузот на синдикати на Македонија Слободан Трендафилов. Луѓето на кои вие им давате мандат не работат за вас. Луѓето кои вие ги бирате да си овозможат луксус за себе, а за вас трошки. 120 избрани пратеници во собранието една година одбиваат да донесат измени на законот за минимална плата со кој платите на работниците ќе се зголемат за најмалку 6000 денари, а минималната плата нема да биде под 600 евра. Сакам да упатам порака до нив, како што упатувавме порака и до претходните состави на собранието. Многу лесно се паѓа од удобната функционерска фотелја на тврдо работничко столче. Протестот продолжи пред Сојузот на стопански комори. Од таму луѓето кои што стоја на протестот испратија јасна порака до работодавачите да престанат со манипулации за време на преговорите и да се согласат да исплатат повисока минимална плата во висина 600 евра и повисока плата за сите работници. Тука од протестот порачаа дека кај нив ја лоцираат вината за стотици илјади луѓе кои што се иселени од Македонија и за уште исто толку кои што планираат да го направат тоа, бидејќи не може да имаат достоинствен живот со платите кои што со примањата кои што ги добиваат. Тука представниците на ССМ порачаа дека доколку нема заеднички јазик со работодавачите, доколку не се доближа со ставовите, за прв пат во историјата на самостојна Македонија ќе се организира генерален штрајк и во приватниот сектор. Да чуеме кои беа пораките од Сојузот на стопански комори, кои што од синдикатот кои што го испратија до Сојузот на стопански комори. Фала им на газдите што пола Македонија си отиде, што сме биле непродуктивни. Они се многу продуктивни од Мерцедес и Поршиња и од вили у Грчка. Не сме ни роботи, ни машини, туку луѓе што раниме семејства. Сакаме конечно да ја вреднуваат нашата работа и труд. Сакаме плата достоинствена за живот, а не милостина. Овој протест е само почеток. Сакам да ви кажам дека ќе блокираме и улици и институции и ќе донесеме одлука за генерален штрајк прв пат во историја на Македонија во приватен сектор.
па нека работат они на скелиња, нека работат по текстилни фабрики, нека сечат шума, нека градат фабрики. Пораки има и тука од пред владата. Овде се обрати председателот на УПОС Трпе Дејановски, кој што ги отфрли тврдењата дека токму поради УПОС не е подпишан колективен договор и нема да има зголемување на платите на вработените во јавната администрација за 40%. Тоа рече дека се шпекулации дека доколку сакале да се подпише било каков договор, представниците на владата досега ќе го подпишеле безброј пати. Тој Дејановски, како и представниците на ССМ, и порачаа на владата дека времето истекува, дека мора да се сложат на нивните барања, бидејќи ќе ги изгубат и тие работници што се тука во Македонија. Ги подсетија дека токму владеачката гарнитура, партијата ВМРО-ДПМН, која што во времето на опозицијата им ја давала поддршката, сега не сакат да се сложи со нивните барања и истовремено ја обвинија опозицијата дека се обидува да профитира на нивниот грб, да собере политички поени, иако не ги исполниле нивните барања за време на нивниот мандат. Пораката од тука која што беше испратена е дека доколку се слуша барем дел од барањата на работниците, денеска ниту еден работник немаше да биде тука пред владата зад мене. Да чуеме кои беа пораките на председателот на УПОС овде пред владата Трпе Дејановски. Нас денес овде не собра политиката, не собра маката, не собра неправдата, не собра сиромаштијата. Дојдовме да им кажеме дека тоа се наши пари, а не се нивни пари. Тоа се пари од наш труд, од наша пот, направени од наши раце. Мора да разберете, силата е кај вас. Силата е кај работниците. Весна ги прашавме и дел од присутните овде на протестот што мислат, дали со денешниот протест ќе успеат да ги исполнат своите барања, дали денешниот протест ќе допринесе да се смени нешто во ставовите или во односите во економско-социјалниот совет и да се доближат да се изгласа нешто блиску или 600 евра плата. Велат дека се оптимисти, велат дека не се издржува повеќе и затоа излегле на протестот. Дали ќе има 600 евра минимална плата? Велат дека не знаат, но знаат дека ќе продолжат со протестите. Да чуеме кој беше ставот на дел од присутните овде на денешниот протест. Работниците мора да имат таа минимална плата која што ќе доведе до еден достоинствен живот за сите. Не може само одредени луѓе да имат голема плата, а сите други да бидат, мислам дека се над 200.000 вработени кои што имат до 30.000 плата. У денешни услови на ваква скапотија треба да имат луѓето достоинствена плата за да може да се ги остварат сите своји потреби, нели? Секој има право да иде на одмор. Мислите ли дека со протестот ќе се успее да се издействува поголема минимална? Дека ќе се постигне нешто? Па да би требало, ќе видиме. Би требало, ако имаат волја властите, би требало. Се надеваме дека ќе успееме, затоа сме денес овде кај собрани и се надеваме на поголем одзив. Малку веќе и разумот кај вработените, кај сите работници да размислуваат позитивно дека платите се навистина ниски и дека треба да дадат на повисоко. Весна, протестот овде, протестот на ССМ тука пред владата туку што заврши. Пораките кои беа испратени е дека веќе нема преговарање, туку веќе ќе се слуша гласот и барањата на работниците. Најавија дека протестите ќе продолжат во уште поголем број, не ги исклучија ниту блокадите и уште еднаш повторија дека генерален штрајк доколку нема 600 евра минимална плата ќе има. Тоа е се од денешниот протест организиран од Сојузот на синдикати на Македонија, откако по една година преговори немаше буквално никаков напредок во трипартитните разговори помеѓу владата, синдикатите и работодавачите.